Господине Ѓорговски, кажете ми што се можат да видат граѓаните кои ќе ја посетат оваа традиционална изложба? Па како што и кажавте, ова е веќе традиционална активност во пресред на празникот. Ние, како и секоја година и годинава, се потрудивме на војниот стадион да изложиме најголемиот дел од опремата и борбените системи кои што се во дел од вооружувањето на армијата на Република Македонија. Како што можевте да видите, тука е дел од современата опрема на единиците за специјални намени, нуркачка опрема, опрема од делот на борбено-сервисната поддршка и секако годинава за прв пат го изложивме тенкот Т-72, транспортниот хеликоптер, артилериските системи, пешадиското вооружување, оклопни транспортери, системи и средства за врски и комуникации и она што можевте да го проследите, обуката со службените кучиња, која што е во надлежност на Центарот за дресура на кучиња, кој што е единствен во Републиката. Знаеме дека НАТО е врвен приоритет на АРМ, но кои се останатите приоритети, проблеми и предизвици со кои што ќе се соочува македонската армија и во наредната година? Јас би кажал пред се дека во 23 годишнава историја од формирањето на армијата на Република Македонија, армијата се изгради во една силна институција со висок рейтинг на домашен план, исклучително афирмирана на меѓународен план со извршување на мисиите. Се изборивме да освоиме високи стандарди, би рекол светски, не само НАТО стандарди во обуката, интероперабилност, оперативна способност, сме се докажали и потврдиле на многу меѓународни вежби и на сето тоа сме горди. Сето тоа се должи на посветеност, на исклучителен труд и професионализам, така што сметам дека ќе продолжиме со тоа темпо, секако дека нашата врвна стратешка државна цел е членството во НАТО алијансата. Ние стандардите кои што сме ги освоиле и кои што ни се признаени, ние делуваме веќе како де факто како НАТО членка. Верувам дека иако е тоа политичка одлука дека ќе дојде до тоа, а ние како армија, нашите предизвици ќе останат како и досега, висока борбена готовност, обученост и исполнување на се она што е предвидено согласно плановите за 2016 година и крајот на оваа година. Секоја година доаѓаме, разгледуваме, што да кажем, супер. Што најмногу ве заинтересира и ви се допадна од целата изложба? Нормално хеликоптерот заедно со децата. Прекрасно е, децата се многу среќни. Еве, како може да видите во хеликоптер се качуваат. Прекрасно е. Што ти се допадна најмногу? Па, хеликоптерот. Јас сум бивши работник од армијата, ми се допаѓа се. Зашто јас го познавам сето наоружање го знам и ми се допаѓа се. И баш ми е мило и затоа дојдов. Да обожавам тие работи што беа сите. Од сите Најмногу ми се допаѓаше во изложбата хеликоптерот, затоа што е многу голем. А тенковите? Исто така. Прв пат доаѓаш на оваа изложба? Да, никогаш не сум ја видел тука вака.